Поплавени домови и помошни простори, уништена патна инфраструктура по вчерашното невреме во тетовските села Непроштено и Теарце. Денес се санираа штетите откако посилниот дожд проследен со силен ветер и град. Поголем доток на вода од планината донел наноси од кал, камења и песок по улиците. Значи по цел пут од горе до доле главниот пут на Непроштено имаше многу поплавени подроби, многу поплавени фамилија. Среќа нешто нели нема голема штета може, ама сваки си знае за себе. Дрвава ке мене по пут, ке мене подрумот беше поплавен исто, гаражава цела ми е со тиња и не знам, ја мислим дека општинава треба сега ако не изреагира нема кога и да направи канали покрај путов, кај што водата од путот би се слеала у канали и би ишла нели кај што треба да иде. Водата све овде беше, тоа има цевке, ама цевката се знае. Доаѓа дрво, камењи, га затнуе. И таа е право наamo обушила, гледате што е се работа. Пуни дворови, уништени дворови, визби пуни. Патот е скрос уништен. За жал овој пат, например, е пат кој води кон куќата на Кирил Печиновиќ. Тебе тој пат да се направи. Каналот треба да се направи. Овој канал е мал за што некојаш доаѓа големи води овде. Треба да се прошири каналот. На време треба да се санираат состојбите, а не да чекаме вако невреме. Жителите велат дека не паметат низ годините наназад за толку кратко време да наврне толку многу дожд. За еден час колку што траело невремето, улиците буквално биле претворени во реки. Еве, јас 70 години имам, не памтим вакво невреме за еден сат, тоа свет однесе, погледате како е. А инаке 63 година, тоа беше, тога ја дојде реката, ги однесе таму две куќе и тога ја беше, ама тога ја врнеше 3 дена. Сеќам 3-4 дена врнеше нон-стоп. Е сега за еден сат, ова што гледате тоа све однесе. Има доле поплавено, видовте и куќе. За да се спречи понатамошното изливање на Непроштенска река било извршено чистење на коритото и поставување блокади од песок, па денес една од улиците не беше проодна. Ова е една од улиците кои што вчера во невремето беа поплавени во Тетовско Непроштено. Тука водата надошла во огромни количини, па со градежна механизација се работело на чистење на речното корито за да не дојде до понатамошно излевање на водата и поголеми штети во селото. Градоначалникот на општина Теарце информира дека се работи на терен за санирање на последиците, но вели дека проблемот со атмосферската канализација е наследен и во иднина треба да се гради според стандарди. Паралелно треба да се води сметка и за атмосферските води во која насока треба истите да бидат или да се завршуваат. Тоа нема во еден стандард кој може да биде изграден мост со цевки поставени, кој тоа доведе во ваква катастрофални последици. Реално, од наша страна е евидентирано и тоа се обидоме истите тоа да биде острането и во иднина таквите планови секојаш да имат во увид и истите да не се прифаќат, односно да се вградат со стандарди. Наносите од песок и кал се чистеа и долж регионалниот пат Тетово-Јажинце. Имаше поплавени улици и во градот, а помали штети имаше и во селата Лешок и Требош.